потребна е, затоа што пописот е пред се поврзан со некои проблеми кои што се однесуваат на економскиот развој и растежот, и нас не треба пред се како економски индикатори да не ги даде за демографскиот развој во Македонија, за социоекономските состојби, за сиромаштијата, како да се алоцираат средствата, каде да се инвестира, кои региони во Македонија имаат проблеми, какви се миграционите трендови, значи каква е внатрешната миграција во Македонија. Постојано говорат и политичките опции, меѓутоа и во лаичките обсервации помеѓу нас зборуваме колку луѓе напуштиле оваа земја, каква е состојбата со работната сила, меѓутоа сето тоа го правиме паушално, без некоја издржлива статистичка база. Ние знаеме дека последниот попис во Македонија е одржан во 2002 година, значи пред цели 18 години, и од тогаш се прават само некои проекции, меѓутоа немаме здрава статистичка база на податоци на кои што ние ќе можеме едуцирано и аргументирано да зборуваме за сите овие проблеми кои што претходно ги набројав. Особено во политичките програми на политичките партии постојано се артикулира со инвестиции, со развој, а немаме податоци врз основа на кои што аргументирано можеме да зборуваме и на некој начин да ги преиспитуваме и ветувањата на самите кои што се дадени во политичките програми. Неколку години се одлага спроведувањето на пописот. Доколку имаме известно е одржувањето и следната година, веќе се најавува одлагање. Што доколку има следно одлагање? На кој начин се одразува тоа во целиот општествен живот во државата? Па се одразува затоа што податоците од пописот се потребни, како што кажав, и на владата, на јавната администрација, на бизнисот, на науката, на граѓаните. Нормално дека во сите овие аспекти негативно се одразува. Постојано се одлага, како сите политички опции да имаат еден општ консензус дека пописот не треба да се спроведе во нашата земја. И што ако се одложи, тоа е една крајно негативна ситуација. Пописот исто така е еден од критериумите за влез на државата во Европската унија, бидејќи во однос на овој проблем ние сме и меѓународно обврзани, и од страна на Обединетите нации, и од страна на конференцијата на европските статистичари, дека попис мораме да одржиме, а од друга страна се чудиме зашто не го добивме тој датум за преговори со Европската унија. Едно од прашањата кои што не ги исполнуваме е прашањето на попис. Знаеме дека постои универзалност во пописот, периодичност, на пример од Обединетите нации сме обврзани на секои 10 години да правиме попис, особено во годините кои се завршуваат на нула. Што да правиме, што да се прави понатаму? Ние, јас како академска заедница, вие како новинари, треба пред се да вршиме до релевантните институции, одговорните фактори, притисок да пописот подитно и што побрзо треба да се одржи во еден онаков квалитет како што ни го наметнуваат меѓународните норми и стандарди.